успешна мисија на ансамблот за народни игри и песни Тоска од Штип. После Португалија, Финска, Холандија, Франција, Белгија, Кина и по трети пат во Полска, Тоска го представи македонското изворно богатство пред повеќе земји од светот. Овој фестивал дека е доста успешен и доста квалитетен, бидејќи земјите кои учествуваа во него беа стварно квалитетни ансамбли. Тоска се представи во најдобро светло, колку што можеше, бидејќи имаше и добри припреми и како резултат на сето тоа е што имавме покана уште 7 дена да останеме на друг фестивал. Фестивалот на кој настапуваше Тоска во Полска не беше од надпреварувачки карактер. Целта е да се представат и разменат повеќе културни традиции. Пред 15-20 години ги направија сите ревијални, со таа цел што веќе полека влегуваат во интерконтинентални и интернационални. Значи имаме фестивали каде што учествуваат од континент по една земја, тоа Тоска го имаше во Белгија, значи како представник на Европа, и интернационални каде што учествуваат повеќе земји. Значи сите ансамбли на ЦИОВ се ревијални. И најмалиот член на Тоска, кој за прв пат замина надвор од Македонија, денес се врати од турнијата од Полска со големи импресии. Ние бевме во Полска, таму имаме многу впечатоци, ја представувавме Македонија. Ансамбл Тоска е секогаш подготвен да соработува и со останатите фолклорни ансамбли. После 2 децении Тоска повторно соработува со културно-уметничкото друштво Вера Јоцик од Македонска Каменица. Културно-уметничкото друштво Вера Јоцик од Македонска Каменица зазеде учество на овој фестивал со 12 активни членови. Еве јас сум еден од активните членови веќе 15 години во ова друштво. Можам да констатирам дека фолклорот од генерација во генерација се помалку се негува и апелирам до сите родители да ги праќаат своите деца да учат фолклор, бидејќи преку фолклорот се запознаваат новите култури и нови народи. Повеќе земји од светот зеда учество на интерконтиненталниот фестивал во Полска. Денес се враќаме од интернационален, односно интерконтинентален фестивал, фолклорен фестивал во Лублин, Полска. Имаше од домакините Полска, тоа е најнормално, Македонија, Бугарија, Боливија, Индонезија, Америка, Чешка. Нашиот фолклор, значи, бевме убаво прифатени од публиката, имаше големи овации после секој наш настап. Скопско, Водарки, Жетварка, Егејски игри се само дел од македонските народни ора и песни со кои Тоска го представи македонското изворно и народно богатство.